Добар ден, почитувани. Вие го следите магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Дали количината на флуор во водата за пиење е важна во превенцијата на кариесот кај зъбите на децата? Која количина е оптимална и каква е ситуацијата кај нас? Докажана ли е директната поврзаност помеѓу флуорот во водата за пиење и кариесот кај зъбите на децата? Дали е точно дека флуорот може да биде штетен и дали неговата употреба е навистина неопходна? На оваа тема денес разговараме со професор доктор Михаил Кочубовски, специјалист по јавно здравје. Се гледаме веднаш по рекламите. Дали е важна количината на флуорот во водата за пиење во превенцијата на кариесот кај зъбите на децата? Која концентрација на флуор е неопходна и дали е навистина докажана директната поврзаност помеѓу сето ова? На оваа тема денес разговараме со професор доктор Михаил Кочубовски, специјалист по хигиена од Институтот за јавно здравје. Професоре, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, поздрав до гледачите на телевизија Телма. Професоре, кои се главните причини за појава на кариес на зъбите кај децата? И воопшто за појава на кариесот? Видете, главните причини се мултиказуални, што викаме, или повеќе се причините, не е една. Тоа е прво зависи од составот на храната, што јадете, дали има доволно флуор, например. Во храната што јаде, значи, тоа има обично во зеленчуци доста, например во спанаќ, во Макдоналдс, салата. Значи има во прехранбени продукти? Во прехранбени продукти. Понатака во некои други производи, малце помалку. Понатака може да има во водата за пиење, флуорот да го има, зависи тоа. Секаде е различно, и кај нас во државата на различни места е различна концентрацијата, али глобала, во Македонија, концентрацијата на флуор во водата за пиење во градовите е многу ниска. Така да, понатака, кариесот зависи од начинот на мијење на зъбите, дали се мијат или не. Од оралната хигиена? Од оралната хигиена, понатака исто така зависи од тоа каква храна се јаде. Дали е кариогена или кариогени бактерии и така натака, кои фактички влијаат на кариесот, тоест на расипување на зъбите. Тоа е обично, да кажеме, шеќери, така, сладки, кај малите деца, обично и така натака. И битно е џакањето, секако, на храната. Последно време се повеќе деца и луѓе се помалку џакаат храната, за разлика од порано. Така да тоа е мултиказуално. Повеќе фактори се во прашање, но кога прв пат во историјата се споменува флуорот како причина за појава на кариес, односно неговата мала концентрација, недостатокот? Да, тоа уште во минатиот век се правени некои испитувања и уште пред Втората светска војна некои истраги се правело колку, но првото, да кажем, почнало со флуорот, да кажеме, флуорирање на вода, почнало после Втората светска војна, то во Северна Америка, САД, во неколку места, каде што правеле контролирани студии, каде што во некои населби флуорира водата, во други не, и приметиле дека има подобрување, тоест намалување на кариесот во тие населби каде што пиеле флуорирана вода. Со нормална, оптимална концентрација на флуор. Оптималната концентрација на флуор зависи од многу други фактори, од температурата на воздухот, средно, да кажеме, средногодишна, понатака од храната каква се јаде и така натака. А што е тоа точно флуор? Тоа е хемиски елемент, халоген елемент и тој е многу реактивен. Тука е и хлорот, например, јодот и така натака. И тој е многу реактивен и, например, воздухот ретко ќе најдете елементарен флуор. Тој веднаш се созда некое соединение, дали со тоа што ќе биде присутно во, да кажем, во медиумот, во воздухот, например, или во водата, така да флуорот брзо реагира, реков, и создава соединение. Инако е битен за калцификација и за, да кажем, флуорапатитот, хидроксиапатитот, да кажем, за балото едноставно, за мглеќта, по-нашки, да речем. За мглеќта на зъбите? На зъбите, за да бидат подцврсти, да бидат, за да бидат поотпорни на тие кариогени бактерии,
за да не може да се расипат и да не се создае кариес. Кариес се расипува на зъбите. Едноставно. Така да тоа помага флуорот. Али реков му, тој се внесува, може да се внесува и преку воздух, преку дишење. Али обично тоа е во работна средина. Во амбиентна средина, значи во урбана средина, многу малку го има. Зависи нормално од изворите на испуштање на флуор, например. Тоа би било алуминијска индустрија, например. Алуминијски комбинат, например, Црна Гора, која работеше кај Подгорица. Таму во околината се очекуваше да луѓето вдишуваат флуор. Поголема количина. Во поголема количина во околината. Поред така, некои други процеси. Така. Исто така, ако имате сега пречиствена станица, мислам, во која додавате, например, некои за отпадни води, например. Добро. И тука може да се очекува поголема количина, ако се флуорира водата на тоа место, да кажеме, или, например, канализациони системи, например, на некој град кај што се користи флуорирана вода, пошто луѓето ќе ја користат, да кажеме, таа флуорирана вода, али колку се користи за пиење, тоа е друго. Тоа е тема на дискусија. Но во некои земји законска обврска е да се флуорира водата од водоводните мрежи, од јавниот водовод. Сега како тоа, професоре, се прави со оглед на тоа дека во летен и во зимски период се користат различни количини на вода? Да. Има ли разлики во пристапот на флуорирање? Па има. И треба тоа да се внимава. Не може да кажете сега ќе биде толку, да кажеме, 1 милиграм на литар, да речеме, која е оптимална негде. Од 0,8 до 1,2 е некоја оптимална концентрација на флуорот во водата за пиење, за да има кариес протективен фактор. Значи да не се создава, мислам, помалку да се создава кариес. Сега, ако е висока температура, поише вода се пие, онда би требало да се намали. Затоа што ќе битен и дневниот не сме да се претера. Што дневниот што значи, дали преку воздух ќе однесете, дали преку храна или преку вода за пиење. Значи, поголемиот да се внесува преку храна. Како тоа се проценува, бидејќи никој точно не знае колку вдишува, колку производи што содржат флуор ќе внесат во организмот? Тоа се проценува, например, тоа прво треба да се знае колку, например, населението на одредена територија во нашата држава јаде, например, каква храна, да речеме. И колку има флуор во таа храна. И да кажеме, и тоа што се пресметува дневен нес. И реков, претежно е, зависи од типот на исхрана, дневниот нес добро е, да кажеме, да е под 6 милиграми дневно. Дневно под 6 милиграми? Да, независно од тоа дали е преку вода, воздух или храна. Кај нас не се флуорира водата за пиење? Не. Не. А направена анализа? Ќе ги објаснам ја зашто не. Направена анализа во различни делови на државата колкава е количината на флуорот? Да, ја имам тука со мене на табела, тоа е 2 табели. Ние сме правеле испитување уште пред 2000 година, после околу 2000, 2001, 2004 и после другите испитувања беа негде 2011, 2013, макар да и сега истото. И концентрацијата на флуор кај нас се многу ниски. Многу ниски, така да тоа е 0,1, 0,2 милиграм, 0,2 милиграми на литар. На целата територија на државата е ниско нивото на флуор во водата за пиење? Некаде има малце повеќе, некаде повеќе. Помалку, али главно е ниско. Тоа е многу ниско, тоа не е кариес протективен фактор. Така да, за да биде кариес протективен, треба да 0,6 да биде. А ние имаме само неколку места во државата што имаат така околу 0,6, да речеме. И тоа има само некои села и само каде што е, да кажем, и тоа е се мала бројка на население која пие таква вода. А имаме некои села кои што Тромеѓа, Куманово, например, и некои други, Струмичко, каде што али многу малку население има таму, веќе и можда и нема активно население, каде што и во бунарите, во тие води што сме ги испитувале во минатото, што зборам пред 30 години и повеќе и да кажем уназад последните 20 години, сме наоѓале концентрации кои се чак и повеќе него она што е дозволено, али тоа се многу малку. Едноставно такви и реков тоа е или нема население или е многу занемарлив тој број на население. А кариес, значи, кариес протективен фактор ви реков е 0,8 до 1,2. Под тоа веќе 0,6 до 0,6 може да се смета, зависи од исхраната. Под тоа нема веќе кариес протективен фактор.
Така да се смета, може да кажеме дека и не само Македонија, скоро секаде, ретко каде во светот имате води со кариес протективен фактор природно. Тоа имате во Индија, Пакистан, Бангладеш, например. И правени ли се таму анализи како е состојбата со кариесот на забите кај децата? Дали навистина е докажана директната поврзаност помеѓу флуорот во водата и појавата на кариесот? Па правени се анализи, видите. Или дали се намалило, да речеме, бројот на деца со кариес откако почела водата да се флуорира? Да. Видите, таму кај што е флуорирана водата, приметиле дека има намалување на кариес. Но, например, ние не ја флуорираме водата и ние приметивме дека не е намален кариес. Така да има кариес екстракција пломба, го викаме на англиски ДМФТ, или ДМФ, едноставно, индекс кој кажува колку е, и кај нас порано беше висок тој кариес. Кариес екстракција пломба индекс. Беше негде, само да проверам да не грешам. Тој кеп индекс, ако не се лажам, така го опишувате? Беше негде околу 7, да. Тој е висок, предпоставувам, да, висок беше. индекс. Во однос на Европска Унија беше многу повисок нешто што треба. Но сега, последни години, пред 2 години последно што имам, е некаде 2,4. Значи паднал. Да, ама не ја флуорираме. А не ја флуорирате водата. Што Али значи, има други работи. Има други работи. Хигиенските навики, предпоставам дека тука се Па, важни. тоа е една работа. Оралната стратегија или стратегија за орално здравје беше многу битна исто така. А што говореа податоците што ги добивте, што ги правевте кај со анализата, кај 12 годишни деца и присуството на флуорот во водата? Тоа со колешка стоматолог, доктор стоматолог Весна Маркова, она работеше докторска дисертација, јас учествував во тој процес и бев и у комисија за одбрана. И кај нас ги работеше анализите, ги работевме, вода испитуваше, тоест испитувавме, од многу од југоисточен, источен регион, Вардарски регион во Македонија, од зградови, од села и така натака. Многу анализи да видиме колка се концентрациите на флуор. И постојат одредени разлики, дали во едноставно во кој регион, највеќе имаше негде, мислам дека во југоисточниот регион, колку помнам. И едноставно, али тоа таму кеп индексот беше подобар? Во села, Дали кеп индексот таму беше подобар? Каде што Па немаше некоја значајност. Присуството на кариес, екстракција и пломби. Немаше значајна разлика. Не можам да кажам значајност. Али постоеше, реков, разлика во концентрацијата на флуор. Така. Но не се флуорира водата кај нас? Не, а ќе објаснам зошто не. Еве, покажете ни зошто не, професор. Видете, водата за пиење, за да се флуорира, треба, колку пиете, знаете, пиеме, да кажем, просек 2 литра дневно. Потрошувачка по човек дневно е 200 литри. И, да кажем, тоа се планира, да кажем, и по законе, така, и по правилникот за безбедност на водата. Едноставно е 200 литри по човек дневно. И тоа се прават математиките така за Македонија, зборам. И за Европска Унија така. И сега вие треба да флуорирате 200 литри за човек, за еден човек, а ќе испиете само 2 литри. Зошто onda да се флуорира прашањето? Затоа што вие ќе 2 литри во однос на 200, колку е проценти? Тоа е 1%. Другото ќе иде во животна средина. А флуорот не е баш безазлен елемент. Тоа би беше следното прашање. И таму каде што се флуорира водата во ни светот, населението исто така го поставува прашањето зошто тоа се прави. Бидејќи флуорот се смета и за невротоксин, меѓу другото. Да, има такви студии, такви наоди. Затоа и ние направивме на студија и проценка cost-benefit анализа. Ја правев јас. Дали на вистина неопходно така? Прво колку пари би не чинило тоа и колку офат на население би имало. За да имате некоја јавно здравствена мерка која е успешна, треба да имате офат на население преку 90%. За вакцинација, например, тоа е успешно се 95% и нагоре да биде. За ова исто би било 90 или 95%. Ние, поголемиот дел од населението се снабдува со вода за пиење од градски водоводи, но тоа не е 90%. Тоа е некаде 60 до 70%, помеѓу негде. Имаме села кои се приклучени на градски водоводи и да кажем и тие се вклучени тука таа бројка. Но имаме голем број села кои имаат своји водоводи. Значи, тука е на 300-400 илјади население. И ние доаѓаме негде до 70% можност да речеме, би офатиле од населението.
Што со тие другите 30%? Тие не може да бидат офатени со таква мерка. Тоа е една причините што не пристапивме кон тоа. Другата причина е сепак се трошоци. Али најголемата причина е немате офат на населението. И зависи од температурата. Ние имаме големи разлики во температура, барем порано. Кога одлучувавме, беа големи разлики. Зимите беа ладни, а летата топли. А како температурата влијае на флуорот? И па потрошувачката на вода. Заради потрошувачката? На повеќе пиете, повеќе ќе имате внес. Така. Треба да се внимава. И исхраната зависи. Летно време повеќе јадете салати и така натака. Кај што има повеќе внес. Така да, и тоа е динамична работа која треба да се следи и не е баш едноставно. Тоа е точно да и треба да проверувате за да бидете сигурни. Тоа е математика да правите постојано, али не сте сигурни. И треба да проверувате урина, например, колку имате елиминација на флуор во урина. Тоа е скапа работа и кој ќе ви дава урина вас да проверувате. Тоа е една можност. Така да, кога направивме таа пресметка, кога видовме дека офатот не е многу низок, кога видовме дека од тие 200 литри по човек дневно, макар да за Скопје е 500, се замислите 500 литри ќе истечат, а само 2 литра ќе искористите за пиење. Значи, нема кост бенефит. Едноставно, идете таму кај што се испушта, имате големи концентрации, после известно време, месеци, години, на флуор на тоа место кај што се испушта таа отпадна вода, да речем. И може да настаат штетни последици по животната средина и по животните и растенијата. А кој е ризикот од големите концентрации на флуор што ќе се влесат во организмот? Може ли тие да бидат токсични? Може, и затоа треба да се внимава, реков, на дозата на флуорирање, за да не се претера, затоа што ако е над 1,5 милиграм на литар, се смета дека може да предизвика флуороза. Тоа прво не е толку страшно, али флуороза што значи? Например, забите, например, кога немате флуор доволно и немате хигиена орална и така натака, немате флуорни пасти и така натака, не джвакате, јадете сладко и така натака, ќе имате кариес. Едноставно. Но, ако се претера, значи дозата на флуора која е поголема, што ќе се случи? Да зъбите ќе бидат као жолтеникави и може кршливи да бидат. Тоа флуорозата. Станат по-меки, по-кршливи, по-осетли. Понатака долгите коски страдаат. Чак може да дојде и до искривување, викаме остеомалација. Едноставно затоа што нема добро веројатно метаболизмот се пореметува со калциум, фосфорот и така натака, сите тие работи кои се битни за калцификација на коските. И се јавува таа остеомалација која е болна, и коските се искривуваат. И така да, а во повисоки концентрации може да биде и невротоксично, во многу поголеми концентрации. Дали ниските концентрации на флуор што ги внесуваме во телото се безбедни? Да. Значи тие се безбедни, а доколку е водата со поголема концентрација на флуор? Видете, преку водата... Смеат да речеме бебиња да ја пијат или да се прави млечна формула со таква вода? Па не. Видете, во такви води нема флуор. Или воопшто. Тоа е минимално, тако рече, нема фактично. Така. Не сме испитували, например, овие пакувани води, некои од нив, пакувани води што се изворски, да речеме, нема скоро воопшто флуор. А во некои минерални има. Значи во некои минерални води има. Али во оптимална концентрација. Во оптимална концентрација, која што ја наведовте. Да. Али да не ги именувам, зашто да не биде реклама. Така. Професоре, водата се флуорира како еден од начините, значи во некои земји во светот, значи водата се флуорира во... Ретко е тоа? Да. Многу малку земји. И населението обично реагира кога ќе ја дознаат таа мерка, дека треба да се спроведе. Често пати има и дури протести од страна на населението. Па видите, свесноста на населението е многу висока. Во некои земји, се и кај нас исто така е тоа. И секој знае што е флуор, секој може да прочита и сега на Google што е флуорот и зашто е битен, но зашто е и опасен ако се претера. Така да, реков, мора многу внимание да се посвети и не можете да кажеме дозираме сега една концентрација и толку е. Зависи, реков, летна сезона, зимска сезона и така. И сега некој пие повеќе вода, некој помалку вода, некој јаде повеќе таква храна, некој помалку. Така да
bi bilo malce interesno da ne rečem neki drugi збор. И затоа и се одлучивме да не ја правиме. Се одлучивте тоа да не се Да спроведе има кај други нас. мерки кои ги правиме. Така има и други мерки, значи може да се флуорираат и други извори, може да се флуорира млекото. Така е. Дури кај нас имаше една таква иницијатива во градинките да се флуорира млекото што го пијат децата. Пред неколку години се спроведуваше тој проект. Пред 11 Дел од родителите реагира. Каква беше успешноста на проектот? Колку време се практикуваше сето ова? Тоа година, мислам И дека имаше ли 2 подобрување години во беше. реалното здравје кај децата? Тоа беше со поддршка на Светска здравствена организација. Министерството за здравство имаше развиена стратегија за орално здравје. Во таа стратегија се воведе флуорирање на млекото. Така. Али не за сите, него во одредени средини, во градинки, контролирано. Значи, да добиваат децата во градинки, да пијат секој ден чаша со флуор. Мислам, флуорирано млеко. Од една компанија која произведува млеко и млечни производи. Ние, како Институт за јавно здравје, проверувавме уринарната елиминација, т.е. колку има концентрација на флуор во урината, дали е поише или не од она што е очекувано при елиминација во урината. И така да, онаа доза што беше, тоа беше безбедна доза, како за водата, да кажеме. И толку дневно, толку се даваше, не се претеруваше. И имаше успех. Имаше успех кај тие деца драстично се намали флуорот. Мислам, кариесот кај зъбите. Така да, али, например, со тие мерки, значи ние кои ги направивме со таа стратегија која беше кај ограничен број на деца во градинки, реков, на мали деца. Али другата стратегија за орално здравје предвидуваше нормално децата да мијат зъби со флуорни пасти, кои се достапни на пазар, каде сите се флуорни пасти. Сите имаат флуор и во долни концентрации, да кажем. И доволно долго да се мијат зъбите со четки кои се исто така погодни за мијање на зъбите, за да се намали кариесот. Поради така имаше заливање на фисури. Тоа се уште се практикува, се заливаат трајните зъби, залевки со флуориди. Со флуориди. Значи локална употреба на флуоридите. И тоа е многу ефикасно. Тоа е многу ефикасно, така. И благодарејќи на тие кампањи што ги имавме за мијање на зъбите, употреба на флуорни пасти, ова што го прават заливањето на со флуорни, кажеме, средства, едноставно драстично се намали од 7 негде 6,9 пред, да кажеме, 2000 и некоја, 2001-2002, да кажеме, тој кариес екстракција пломба си од 2021 беше 2,4. Скоро како на европско ниво или европско унија. Значи со локална употреба на флуориди се постигна истиот ефект како што некои земји се обидуваат со системскиот внес. Да кажеме да е без да влијаеме штетно на животната средина. Исто така, никогаш се флуорира солта. Кај нас таа сол што се користи флуорирана или не е? Не. Не, само јодирана, така? Заради заштита на штитната жлезда да не добиеме струма или така. Значи ние немаме во принцип на наша територија системско флуорирање на вода, на сол, млеком. Млекото тоа заврши. Тоа заврши. Тоа беше кратко, да кажем, 2 години. И толку беше. Имаш иницијатива да се продолжи проектот? Да, ама видете, сепак има за да се продолжи тоа сепак е неедноставно. Ви реков, тоа треба точно да се внима колку се дозира. Значи, во млекото и да се дава точно чаша, да не претера детето да пие неколку чаши. Ме разбирате, да не претера со дозата. Значи, сепак треба многу внимание, човек фактор е многу битен. Поради така, и то чини пари, сепак. И не може секој да си го дозволи. И пак, офатот на население не би бил доволен. Би бил мал. Не би бил комплетен. И затоа и не е. И затоа е подобро ова, кој е многу по-ефикасно и по-ефтино и офатот е скоро 100, да речеме 100%. Барем тие што идат на стоматолог, барем еднаш.
Така, ќе ги вклучиме гледачите. Од овој момент, почитувани, ќе можете да поставите прашање во денешната Телма амбуланта, кое што е поврзано со темата на која што говориме, професор доктор Михаил Кочубовски, специјалист по хигиена од Институтот за јавно здравје. Денеска во студиото на Телма со него зборуваме за флуоридите во превенцијата на забниот кариес пред се кај децата, но секако тоа има улога и кај возрастните. Професор, има едни таблети со флуор што се користат. Тоа обично по возрастните понекогаш го користат и за плакнење на устата. Што велите, дали да се применуваат или не? Или ако некој сака да си внесе системски флуор, дали во организмот флуор на таков начин, дали препорачувате употреба на таблети? Не знам, јас сум резервиран за тоа. Не кажам да и не. Сепак тоа треба да се внима. Затоа што има и, например, и средства за испирање на зъбите, например, кои каже има и флуор, например, меѓу другите работи, кои кажуваат дека треба да плюкнете после тоа, не да го испиете. Да не се голтне никако? Да, не се голтне. Така да, затоа не сум сигурен дека е тоа добро. А што е со превенцијата кога станува збор за користењето на пасти за... Ако има мултивитамински препарати во кои има минимални количини на флуор, тоа да. Но само доколку се минимални количините. Така. Затоа што викав, битно е на внесот преку храната колку е. И нормално со мијето на зъбите. Кога бираме пасти за зъби и за децата и за возрастните, тие секогаш треба да содржат флуор? Да. Важна ли е содржината на флуор во нив? Или тоа не е некој фактор кој што... Не, тоа е, ја мислам дека на нашиот пазар, по оние, ја што знам, можда стоматолозите подобро би кажале, тие што се бават со тоа како Барко и некои други колеги, Јуруковска и така натака, од стоматолошки клинички центар, тоа е од стоматолошки факултет. Јас сметам дека сите пасти се флуорирани. Затоа што тие излегуваат на пазар, меѓународен пазар, не се само за нас. И тие се контролирани не само од кај нас и Европска унија. И мислам дека имаат оно оптимално количество кој треба да го имаат. За пасти за зъби. Што сметате како да се подобри оралното здравје кај нас? Па видите. Во Македонија за ној кеп, како што го споминавте, кариес, екстракција и пломба фактор да биде уште подобар од она што сега е постигнато. Па зашто е битно? Кепот така е низок, да кажем, како што е кај нас е релативно низок али може да биде и подобро. Секогаш може подобро, така. Зашто е битно тоа? Зашто оралното здравје, ако имате добро забало, здраво забало, немате проблеми. Само тоа значи дека имате и добро здравје. Зашто? Затоа што кога е добро ја джвакате храната, вие веќе имате добар, да кажеме, добро варење на храната. Не го оптеретувате, да кажеме, дигестивниот систем, значи желудникот, црево, тенкото, дебелото црево превише. И нема да очекувате појава на некои заболувања на дигестивниот тракт заради неправилна исхрана од ваша страна. Така. Затоа што има луѓе што реков голтаат храна. Тоа не е джвакање. Значи, голтање на храна, вие не ја соджакувате, не ја припремате долно, не ослободувате плюнка, ензими, да почне да се разложува храната во устата и во хранопроводникот, туку сето тоа треба да се случи во желудникот и во цревот. Значи, го оптеретувате и желудникот и цревот и затоа се јавуваат одредени состојби после пореметување на дигестивниот тракт. Добив знак дека има гледачи. Ќе ги вклучиме во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ало. Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден. Може? Да, секако го очекуваме вашето прашање. Добар ден. Би сакал да поставам едно или две прашања да видиме како ќе... Ајде, повелете. Видите, ова што сте испитувале таму, колегата што испитувале таму со флуор во водата, така? И млекото што го флуорирале. Мислам дека таму екзактни резултати не може да добијат од следните причини. Прво, тие дечиња што пиеле млеко е извесен период, дури 2 години. Прво тоа млекото не е стандардно да биде како репер, се знае во млекарите, од разни крави, ако е природно био и така натаму се користи, и од тоа катастрофална грешка се прави тоа.
Втора работа. Интеракцијата од секој дете што се испитува во таму, тие сите деца не јадат исто дома, бидејќи има интеракции во храната што јади, со флуорот настануваат соодветни соединенија, односно интеракција доаѓа со флуорот, со хемијата што ја има во све што е внатре. И со органските субстанции што се внатре, и со природните минерали што се во водата. Така да не знам колку тие експерименти во тие градинките точни би били, дали тие деца што ги им давале млеко да бият флуорирани, предходно биле испитани дали ќе им влијае на здравјето во однос на разни проблеми што здравствени си има секој дете од тие. Така, еве ќе го поставиме тоа прашање како се правеле тие анализи. Ви благодарам за вклучувањето. Имавте уште едно прашање, рековте, или тоа е тоа? Така, се исклучи гледачот, значи се прават при ваквите студии се прават, предпоставувам, и анализи за повеќе фактори. Видете, ние прво тоа не е измисливме ние студијата, тоа е применивме студија која претходно била правена во други земји. Така. Споменавте дека беше проект во соработка со Светска здравствена организација. Така да колегите од Министерството за здравство, кај што тоа е сега отиде пензија, после почина, така да раководител што беше за стоматолошка превентивна здравствена заштита, основно го водеше тој проект во соработка нормално со колегите стоматолози од стоматолошкиот од факултетот за стоматолошка медицина. Понатака исто така соработува со Институтот за јавно здравје. Рековме, ние следевме елиминацијата на флуор преку урината. За да забележиме дали има претерана елиминација или е во дозволените, оние очекувани граници. Тоа што го наоѓавме ние, како Институт за јавно здравје во нашите лаборатории, за тоа имавме опрема, бевме тренирани, беа обучени колегите од лабораторија за тоа да го прават. Значи, во лабораторија, како што претходно било правено во друга држава, едноставно, така да не беа забележени некои драстични, да кажеме, концентрации во елиминацијата на флуор. Значи, таа доза што беше давана, тоа не беше млеко за продажба, тоа беше млеко кое е доведено, да кажеме, во градинките и таму точно се дозираше во чашите. Едноставно, за секој дете да има иста концентрација на флуор, која е оптимална, не е опасна, за да пијат секој ден. Така да тоа беше по една чаша дневно. И беше со дозвола, согласност на родителите и се пратеше дали има каков е кариесот пред состојбата на оралното здравје, тоест на заболата предходно и после. Одреден период. Според нивните, да каже, извештаи излезе дека има подобрување. Професоре, секогаш има контроверзи која ќе се спомене флуорирање и орално здравје. Точно. И затоа и ние бевме внимателни. Реков, направивме таа кост-бенефит анализа дали да го правиме тоа или не. И реков, ако немате офат долно и ако имате поголем трошок него што е потребно, понатака ако имате повеќе штета за животната средина него што би очекувале, да не го правите. И ние одлучивме да не го правиме. Така, вие се одлучивте тоа да не се спроведе. Кај нас ми дадо знак дека имаме уште еден гледач, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Јас овдека немам прашање да поставам. Така? Само сакам да го поздравам доктор Михаил Кочубовски од Лидија Пендаровска. Голем поздрав. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Професоре, секогаш убаво кога ќе ве поздрават и кога ве следат и сака да ви покажат внимание гледачите. Иначе, благодарам уште еднаш. Иначе, само да спомнам дека во Европска унија никаде не се флуорира водата за пиење, освен во Ирска. А во Германија? Не. Не се го флуорира? Не. А се внесува на некаков друг начин флуор кај нив преку сол, млеко или во пак некои земји таблети? има преку солта. А во некои земји има преку млекото. Али точно информација немам каде. Али не секаде. А водата каде најчесто се флуорира? Па реков во САД. Во САД. Понатака во Израел. И тоа, така кажеме, поголемиот дел на Израел. И тоа одамна тоа се прави. Али тоа се тие земји. Тоа се тие земји, но и таму поради... И тоа не секаде. Не секаде, веќе... Во тие земји. Во САД, например, во одредени градови. Само.
Но и во оние градови каде што ќе започне флуорирањето, голем дел од населението потоа одлучува да пие флаширана вода, вода од шиша. И барат да не се флуорира понатак. Некои имаат отпор се јавува. Така да, и заради тоа, веројатно, во другите земји, заради можда и ја што го кажав, ние како одлучивме, веројатно се одлучили заради тоа да не ја флуорираат водата. И да се применуваат само локално флуорирање, кое што очигледно дава исто така добар резултат заедно со оралната хигиена и претпоставам правилната исхрана и џвакањето соодветно на храната. А немате опасност по животната среда, трошокот е минимален. И тоа е. И многу е поедноставно. Немате потреба да внимавате на дозата, да менувате и така натаму. Строго контролирано, што викаме средина, што е тешко да се прати. Така да, едноставно многу поедноставно и многу подобро решение. Така. Значи, ви ќе споменавте тука водата не се флуорира, но со каков квалитет е она вода што ја добиваме од чешмата за пиење? Еве сега се летните месеци, навистина е жешко. Професоре, безбедно ли е да пиеме вода од чешма? Па, чим јас ја пијам, цел живот се бавам, мислам, работниот век се бавам со квалитетна вода и едноставно и моите колеги се бавиме со тоа, така да од Институтот за јавно здравје, од центрите за јавно здравје и ние тврдиме дека водата за пиење во Македонија е безбедна. Во градовите, во селата кои се приклучени на градови и оние села кои имаат, да кажеме, редовно дезинфекција на водата за пиење. Хлорирање се? Со хлор. Со хлор. Исто тука треба да се внимава, претпоставувам. Тука е многу едноставно. Тука се хлорира водата зависно од хлорниот број или потрошувачката на хлор која е потребна за да се изврши дезинфекција на органските материи во водата. И луѓето кои работат во јавните комунални предпријатија точно знаат колку е тој хлорен број. Да кажеме 0,8 милиграми на литар. За 1 литар треба 0,7 милиграми на литар хлор за да кажеме, просек. Некаде повеќе, некаде помалку би било, за да имате добра дезинфекција на водата, која на крај ќе доведе резидуален хлор или остаточен хлор на македонски, да биде од 0,3 до 0,5 милиграми на литар. Оно што на крајот пристигнува. Да, што го сипаме во чаша. Да. И зашто е битно да имаме резидуален хлор? Затоа што ако имате резидуален хлор во чешмата, кој ќе ја пуштите, значи малце да истече. Добра. Нормално не да ја мери, зашто хлорот, ако е во чешмата, значи тоа останало може да не ја употребувате. Значи треба да истече малце за да дојде од цевката вода и тоа се мери. И битно е за да знаеме дека водата е дезинфицирана и ако има резидуален хлор, знаеме дека и водата е безбедна. Зашто? Значи безбедна била и цевката, низ која водата поминува. Значи немало влез, да кажем, влез на органски материи дополнително, кои требале дополнително да се дезинфицираат, зборам во системот. После, да кажеме, хлорирањето, после таа хлоринаторска станица, значи не заштитува тој резидуален хлор од накнадно или дополнително загадување на водата во водоснабдителен систем. Ако ја има, значи резидуален хлор, значи интактен е водоводниот систем. Тоа во комуналните предпријатија, тоа го одредуваат, они имаат сонди, мерат притисок, например. Дали да им ја штета на мрежата или некој им падне притисокот, знаат дека имат некој штетување, им губат вода. Али за нас ово е најдобар индикатор. Вела дека Скопје има тврда вода. Што тоа значи? И дали е вистина? Точно. Што значи дека има многу минерали во неа? Да, има минерали. Може ли да создаде камчиња во бубрезите кај оние кои што имат предиспозиција за тоа да го купијат вода од чешма? Не? Не. Ние сме правиле на мултицентрична студија уште пред 30 години дали тврдите води да создаваат уролит јаза, викаме ние, каменчиња во бубрезите. И испаднало дека е тоа повеќе зависност во храната. Од храната зависи, значи од исхраната. Значи тоа оние што оперираат хирурзите, уролози и така натака, што оперираат камен у бубрек, да рече, или мол, уретар,
тоа е мокрашни патишта. Едноставно, тој пат може да почне да патува, да речем. И тука се јавуваат болки. Ако е во бубрегот, нема јаки болки. Едино ако е многу голем. А ако е мал, ќе издржи човек, али ако почне да расте, тоаш може да има болки. Али ако почне да патува, Тоа е страшно. тоа е страшно, посебно зависи од составот. Ако е составот да е со оштри, да кажеме, Рабови, да тоа се страшни болки. И викаат дека се јаки како породилните болки. Понекогаш оние кои што имаат проблем со бубрезите добиваат совет да пијат вода од шиша, да не пијат од водоводна мрежа, доколку е тврда водата. Што велите вие за тоа? Па се е до едукацијата. Се е до едукацијата, дали е некој едуциран дека как тврдата вода дали може да придонесе до едноставно До таков здравствен состав или проблем. не. Јас тврдам дека не може да доведе до таков состав. Затоа што минералната вода што е во Скопје, например, што ја пиеме, рековте е тврда, точно е. Има и умерено тврди, средно и такви, многу меки. Многу меки значи многу малку минерали. И едните и другите се безбедни. Значи, али, например, кога имате повише минерали, вие едноставно помалку треба, не ви е потребно, помалку потребно вие да ги внесувате преку исхрана, например, или преку суплементи. Вие ги внесувате преку водата. Секако не е тоа комплетен внес, али добар дел. Добар дел, значи може да се Од внесе тие со корисните водата. минерали, калциум, магнезиум и така натака. Значи има и предности кога водата е тврда. Кога патуваме... Не викам премногу тврда, него таа на граница. Оптимално. Во границите на дозволено. А нашите води се така. Кога патуваме на некое место или на некоја туристичка дестинација, понекогаш се двумиме дали да се напиеме вода од чешма или да си купиме вода од шиша. Што советувате? Па, ако не знаете... Може ли да има и во водата од чешма и покрај тоа што е хлорирана и што е безбедна за пиење, сепак некои условно речено микроорганизми кои што не би ни одговарале, на кои што не сме навикнати. Ја е навикнато локалното население. Па видете, секојаш ако патувам, често патувам службено, до се 30 години повеќе патувам. Ја секојаш прво прашувам каква е водата за пиење во земјата. Обично и од колегите таму, или ако не ми е некој немам колега таму, само прашувам на лице место. Дали е водата за пиење? Ако ми кажат дека водата е за пиење, јас си пием. И сам али релевантни извори. Ако ми кажат со резерва, тоаш не ја пием. И тоаш пием пакувана вода. Така да, едноставно, не секаде во Европска Унија или во Европа водата е безбедна за пиење. Точно е тоа. Во големи градови тешко е да се обезбеди безбедна вода за пиење заради големината на водоводите, проширување, големата должина на водоводна мрежа и така натака, и големата потрошувачка. Така да во, например, Истанбул, имате 16 милиони град со туристи, со мигранти, така на 20 милиона. Там водата не може да ја пиете од чешма. Тоа е ризично, мислам, можете, ама... На собствен ризик. На собствен ризик е. На територијата на Македонија секаде можеме да се напиеме вода од чешма? Да. Да понудиме и на дете? Да. Без проблем? Без проблем. Безбедна е? Да. Само е, например, скопската вода, например, за мали деца, рековте како што на која се подготвува формулата, тоаш треба со олигоминерална, значи со изворска вода некоја да се подготвува. А доколку скопската вода се преврие, па потоа се раствори на таков начин, ќе се ослободат делот, ќе се елиминира делот или од минералите. Да, може и така. Едино тоаш. Али тоа е само мал период. И тоа али само, пошто е доста, мислам, не е многу тврда, али, ајде да речеме. Да биде по-оптимална за затоа што, например, има природни минерални води, кои имаат повеќе минерали од скопската, и тие, например, за мали деца не се препорачуваат. Значи, за деца не се препорачуваат води во кои што има многу минерали, така? Да, само за возраст. Само за возраст. И за поголеми деца. А за децата е по-оптимално да бидат?
Па, да кажем, минерални води може да пијат, да кажем, поголеми деца може да пијат природни минерални води, Добра. кои не се претерано минерални, да речеме, со многу минерал. И такви нашите води, што се пакуваат во Македонија, се такви да може да се пијат. Да бидат. Но има некои увозни кои имаат премногу минерали, во кои, например, премногу и флуор има. Има во светот, во Шпанија, во Франција и така, и во Хрватска. Наведено е тоа на... Мора да биде наведено. А ако е над 1,5 милиграм на литар, минералната вода мора да биде означено колку има состав, флуор. Значи да И внимаваме не само на флуор, тоа. и ако тоа е за флуорот, тоа е строго Така. мора. Например, другите минерали исто мора да бидат означени колку ги има во природната минерал. Натриум, калциум, магнезиум, бикарбонати и така натаму. Калиум. Така да, се, например, ако има натриум многу, тоа може да влијае на висок крвен притисок кај луѓето. Среќа нашите пак природни минерални води немаат премногу натриум. Имаат потона што е, да кажеме, граница која што над тоа би била може да предизвика висок крвен притисок. Значи, никогаш не сме размислувале за водата на таков начин, дека може да влијае всушност и на крвниот притисок. Така, пакувана вода, значи да се внимава да нема висока концентрација на натриум во случај да страдаме од покачен крвен притисок. Да, али уште еднаш ќе кажам, домашните, нашите, произведени во Македонија се со ниско ниво, безбедно ниво на натриум. Меѓу другото, флуор исто безбедно ниво. Меѓу другото, слободно можеме и да си наполниме чаша вода дома од чешма. Да. Професоре, ви благодарам многу за вашето гостување за ова интересно издание на магазинот за родителство 0+ месеци. Верувам дека беше интересно за гледачите, бидејќи можевме да слушнеме многу нови информации, поврзано и со флуорирањето, и со квалитетот на водата за пиење, која што можеме да ја наточиме од чешма. Ја ви благодарам за поканата и стварно е добро што не поканивте за една тема за која многу сме работеле. Ви реков уште 90-те години, а и пред мене други луѓе, други мои колеги од хигиена и од стоматологија, едноставно размислувале дали да се флуорира водата. И на крајот видовме кога се направи сето тоа, дека е подобро сепак да идеме со поинаков тип на превенција од кариес. Со оралната стратегија. Со орална стратегија. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување уште еднаш. Ви благодарам. Почитувани професор доктор Михаил Кочубовски, специјалист по хигиена од Институтот за јавно здравје, беше нашиот денешен гостин во магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.